Вообичаено не реплицирам, меѓутоа после добар говор потребна е некогаш и добра реплика. Се надевам дека ќе разберете многу конструктивно. Зборувавте малку за образование и за она што се случува во буџетот за образование. Начално она што јас можам да го разберам од броевите, а проклето па разбирам броеви колку толку, е дека имаме дисконтиниум низ годините во однос на она што се инвестира и што не се инвестира како резултат на непостоење на национална рамка и каде се движиме во образованието. И да, навистина, што се однесува до инвестиции во образованието, сега можеме да кажеме дека во 2021 година планирано е зголемување на буџетот за изградба на основни училишта за дури 201%, наспроти 19 година, каде што зголемувањето е за само 66%. За реконструкција на основни училишта имаме зголемување од 67%. Меѓутоа, за реконструкција на средни училишта имаме намалување од 33%, а изградба на училишни спортски сали, за кои што толку често зборуваме, има намалување од 81%. Од друга страна би сакала да прашам, зошто воопшто зборуваме за нови основни или нови средни училишта, кога бројот на запишани ученици е намален за 20.000 и во основните, и во средните училишта, и во високото образование. Настрана од ова треба да земете во предвид дека статистичките податоци од Државниот завод за статистика и истите компарабилни со Министерството за образование ни кажуваат дека на 10 ученици во основно училиште во Република Македонија следува по еден учител, а на 11 во средно училиште еден учител. Имаме пребукирање на системот со професорски кадар, намалување бројот на ученици, а треба да градиме нови основни и средни училишта. Настрана од тоа, буџетот за реконструкција на веќе постојаните основни и средни училишта драматично се намалува. Имаме нелогичност овдека. Од друга страна, би сакала да напоменам нешто и за мерките за справување со ковид кризата во образованието. Ве молам забележете дека буџетот за мерки за справување со ковид кризата од образование е срамнет со 0. А во однос на 2021 година намалувањето требало да биде, претпоставувам, 85%. Ви благодарам. Само е збирка на нелогичности во прашање.